би сакал да ја завршам и конечно оваа последна тема во врска со посланието до римјаните. Ќе ве повикам да отвориме повторно во Римјаните 11 глава. Римјаните 11 глава. И да одговориме на прашањето, кога веќе мејатата сабота објаснивме кои се лажните евреи, што представува сатанската синагога, која што раководи со светов. Да одговориме на она прашање што апостол Павле таму го постави, одnosno не го постави, туку тврди. Апостол Павле со цел памет тврди дека доаѓа време во кое што целиот Израел ќе се спаси. Колку интересни зборови. На што се однесуваат овие зборови? Ајде ги прочитаме. Во кој стих се запишеме? 26 стих. Римјаните, 11 глава, 26 стих. Бидејќи 26 стих е продолжение на 25-тиот, а 25-тиот е почеток на мислата, би сакал да почнем од 25-тиот стих. Сакам, браќа, внимавајте зашто го кажува ова, за да не си помислите во себе дека сте што? Мудри. Не помислувате дека сте мудри. Сакам, браќа, за да не си помислите во себе дека сте мудри, да ја знаете оваа тајна, дека закоравувањето, вели овој превод, или слепотијата, или ослепувањето, во некои други преводи, или ожесточувањето, има разни изрази. Закоравувањето, на што? Закоравувањето само со еден дел падна врз Израел. Како вели Константинов? Значи, сакам да знаете дека само еден дел од Израел закораве. Зошто? Додека не влезе полнината на незнабоштите. Така беше. Овој превод вели додека не настапи потполноста на незнабоштите, на народите. Зашто се однесуват овие зборови? Но ајде, да го почитаме и 26-тиот. И така целиот Израел ќе биде спасен, како што е напишано. И сега цитат. Ќе дојде од Сион ослободителот и ќе ја одврати безбожноста од Јакова. На што мисли апостол Павле? Прво, што значи целиот Израел? Во целата глава пред тоа зборуваше за делови од Израел. Кој е едниот дел, а кој е другиот дел? Кои се тие два дела? Едниот дел е неверниот дел. Оние што падна, така? Оние што беа, гранките што беа исечени. Например, да се подсетиме тука на 11 стих, Римјаните 11.11. Ви велам пак, прашува сега, зар се сопна, или дали се сопна за да паднат? Не,
Сега дава одговор. Не, но со нивниот престап дојде спасението за незнабовците. За да се возбуди во нив ревност, или да се предизвика во нив ревност. Сега, малко да се замислиме на овие зборови. Зошто ги поставува овие прашања? Зарем се сопнаа за да паднат? Како беше прашањето во првиот стих? Зарем Бог го отфрли својот народ? Како беше одговорот на ово прашање? Одговорот не е ниту да, ниту не, туку она Павловото познато. Никако. Во никој случај, и знаете Вукарадиш како го преведе тоа. Павле цело време сака да одговори на прашањето, ако Евангелието, ако спасението е за сите, без оглед што сите нема да го прифатат, ако Евангелието се однесува на сите, ако се повикуваат сите за спасение, ако Христос го откупил целиот човечки род, тога што станува со изборот на Израел? Едно од трите прашања што евреите ги поставувале во првиот век, како предизвик за христијанството и евангелието. Павле сака да одговори на тоа прашање. И како одговора? Тоа веќе го проучивме, само да се подсетиме, одговора со темата за остатокот. Значи, зашто Господ го избрал Израел, почнувајќи уште од Аврама, за да после го отфрли? Господ би бил Господ ако нешто направи и после рече, бреј, мајката сгреши. Ова што го направив, дај. Растори и од почеток. Не. Господ е Господ затоа што однапред се знае. Господ е Господ затоа што, како продолжува понатаму Павле во вториот стих овој пат, Бог не го отфрли својот народ, кого однапред, што? Што однапред? Како вели вашиот превод? Господ не го отфрли својот народ, кого однапред, што? Добро, некои преводи велат го избра. А зошто? Ако читате понатаму 29 стих, еден од моите најомилени стихови, зашто даровите и повикот Божи се неотповикливи. Кога Господ нешто избира, тој не се пишмани за тоа. Господ не прави грешки. Но, некои други преводи, знаете што велат во вториот стих? Константинов како вели? Втори стих. Зашто Бог не го отфрли својот народ, кого? Кого однапред го позна. Тоа е мислата. И нешто не подсетува сега ова? Господ однапред позна, подсетува, не враќа на Римјаните 8 глава. Што читавме таму? Од 28 до 31 стих. Зашто оние кои што однапред ги позна, тој нив и ги предопредели. Сега ова се однесува на... Ова не се однесува, рековме, на спасението. Туку се однесува на посебна улога која што Господ ја дава на некои поединци низ историјата на Божиот народ од почеток до крај. И сите тие кои што ја играат таа посебна улога во своје време, како Аврам, како Самсон, како има многу примери, Даниел во Вавилонското робство и неговите другари, апостолите во Израел пред 2000 години и нивните следбеници од еврејскиот народ
поточно сите што го прифатија Христа од еврејскиот народ. Се до 144.000 запечатени на крајот. Сите се тие, за своје време, сите се тие остаток. Оние кои што однапред ги позна, нив ги предопредели да бидат слични со неговиот син, а оние кои што ги предопредели или ги предестинира, нив и ги повика. Оние кои што ги повика, повторно не за спасение сите ги вика. Туку за таа посебна улога што ја играат во своје време, нив и ги оправда, а оние кои што ги оправда, нив и ги прослави. Значи, Господ однапред знае нешто. Што знае? Знае оно што го зборувале уште старите пророци, кои што велат Сион, Ерусалим, таму ќе биде спасението. Зашто остатокот Израелов нема да лаже, нема да чини неправда, нема да чини беззаконие. Зашто од Сион ќе излезе правда. Само ви нафрлам некои старозаветни текстови на таа тема, кои што ги има многу. Темата е остатокот. Зошто Господ го избрал Израел? Заради остатокот. Апостолите беа остатокот на Израел. И оние што поверува, само 120 души собрани во горната соба, вкупно 120 души, кои што први го примија Светиот Дух, беа остатокот на Израел. Заради тој остаток Господ го избрал Израел. И не само заради тој тогаш, и заради еден остаток од последното време, зашто зборував и лани, бидејќи 144.000 се според откровението потекнуваат од 12 племења Израелови, се кажува точно кој од кое? Кој 12.000 од кое племе? По 12.000. Само што тука не треба да ја направиме грешката, што ја прават мнозина протестанти, и во тие Израелови племења да ги читаме лажни евреи. Знаете, постојат денес многу бизарни теории, кои што ја креира, до некаде влијаат на американската надворешна политика. Дори сега светските ветници пишуваат што пред 15 години само ќе беше многу чудно светските вестници тоа да го пишуваат и електронски портали денес. Дека зад одлуката на Трамп да го призна Ерусалим за главен град на Израел, стојат и конзервативните евангелици од христијанската коалиција. Иако христијанската коалиција не беше баш спомената, но се мисли на тоа. Протестантското влијание. За мене се премногу смели тврдењата дека државата Израел ќе се претвори во теократска Христова држава на земјата. И јас само можам да речам, ја би сакал да се случи такво нешто. Но не можам. Не ми дава за право Светото писмо да тврдам со сигурност дека ќе се случи такво нешто. Сега за сега државата Израел, Републиката Израел, што само по себе е оксиморон, бидејќи Господовата држава е теократија, значи месијанско кралство, а не република, а не секуларна република, со парламент и со сите останати глупости, што ги доживуваме и овде секој ден. Сега за сега и таа држава изгледа многу нехристијанска, антихристијанска, особено со формирањето на ИСИС. И се уште далеку од вистинско покаяние и обратување. Православната есхатологија од друга страна тврди дека лично Енох и Илија ќе се семнат од небото во последното време и ќе
им проповедаат на денешните израелци и овие ќе се покајат и ќе се обратат и ќе го прифатат Христа. За мене исто така многу неверојатна теологија, есхатологија, се извинувам. Ја само повторно ќе речам, ја би сакал да е тоа така. Ама не можам со сигурност да верувам во такво нешто. Особено не ми влегува во глава како може Енох и Илија, кои што илјадници години живеат горе, а таму може да живеат само со преобразено тело, со новото бесмртно тело. Како може сега во тоа тело да бидат убиени на оваа земја, бидејќи ќе сметат нив дека тие ќе бидат оние двајца сведоци што ќе сведочат во Ерусалим, па ќе ги убијат и така натаму. Протестантите имаат слично верување. Протестантите сакаат и дури навиваат да се изгради третиот храм во Ерусалим и очекуваат дека во него ќе седне антихристот. Што ќе прават кога ќе видат дека некој од Рим ќе седне таму? Не знам. Не можем јас сигурно да тврдам ни дека ќе се изгради храм во Ерусалим. Не можем се стигнат. Тоа Светото писмо не ми дава за право да тврдам такво нешто како што протестантите тврдат. Да, Библијата зборува за храмот во Новиот Завет, ама тоа е или небесниот храм, ако се мисли буквално, или се мисли на Христовата црква, како оној храм во кој што ќе седне човекот на беззаконието и ќе се представува себе си како Бог, че внатре во црквата. Времето ќе покаже за овие верувања дали се точни или не. Но сепак апостол Павле зборува дека оној дел кој што се сопнал, кој што ослепел, кој што закоравел, нема вечно да биде таков. Туку дека ќе се обрати. Како? Останува да видиме во предходната лекција од пред 2 саботи. Имаше и цитати од Елена Вајт на таа тема. Јас би сакал да ве подставам на Христовите зборови, кои што Лука само ги запишал во 21 глава од своето Евангелие. А Ерусалим, после неговото разорнување од римските војски, Ерусалим ќе го газат кои? Незнабожци. До кога? Вечно, за секогаш? Како вели таму Христос. А Ерусалим ќе го газат незнабожци. Го знаете тој стих? Не го знаете? Не мислите како го знаете. Ајде да го прочитаме. Лука 21 глава, да го најдеме. 24 стих. Значи, пред тоа зборува од 20-тиот. Кога ќе го видите Ерусалим опколен од војски, знајте дека е близко неговото запустување. Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат во планините, и кои се во градот да излезат од него, а кои се во околните места нека не влегуваат во него, зашто тоа е времето на одмазда, во кое ќе се исполни сето што е напишано, но тешко на бремените и доилките во тие дни, зашто голема мака ќе има по земјата и гнев врз овој народ. Врз кој народ? Врз еврејскиот народ. Бидеќи самите рекла, крвта негова врз нас и врз нашите деца. 24 стих. И ќе паднат од сечилото на мечот и ќе бидат одведени во плен или во робство меѓу сите народи, а Ерусалим, значи евреите ќе бидат расејани по сите народи. А Ерусалим ќе го газат незнабожци. Се додека не се исполнат времењата на незнабожците. Кои времења? Ја интересно прашање. Христос споменува времења.
овдека, а Павле спомена полнина на незнабожците. Павле не беше многу јасен што значи полнината на незнабожците. Значи, неверниот дел на Израел ќе биде слеп, закоравен и неверен, а гледаме се уште е таков. Додека не влезе полнината на незнабожците. А Христос зборува за времињата, додека не се исполнат времињата на незнабожците. Значи, Јерусалим и ден денес го газат незнабожци. Некако што велат протестантите дека времињата на незнабожците се исполниле 67 година, кога Израел го освоил Јерусалим. Лажните евреи се незнабожци и тие. Биле обрезани или не обрезани. Без Христа луѓето се незнабожци. Бидејќи оној што го нема синот, според Јован, тој што кого нема исто така? Го нема ни Отецот. Значи, евреите и муслиманите, ако не го признаваат Божиот син, го немаат ни Отецот. Го немаат ни Отецот. Го немаат вистинскиот Бог. И множина христијани кои што имаат погрешни верувања околу Светото Тројство, исто така го немаат вистинското Божество. Има разни такви. Како што секогаш имало разни ереси и ден денес. И би сакал да завршам со зборовите од книгата на пророкот Осија. На кои зборови мислам? Иако останав должен, не одговорив на прашањето, што значи тоа времињата на незнабожци? Ке остане ако даде Господ за друга прилика. Книга на пророкот Осија, прво 3 глава. Осија е првата книга од малите пророци. Осија 3 глава. Што читаме таму? 3 глава е тука многу мала. Има само 5 стиха во овој превод. У вашите Библија колку стихи има? 3 глава. Осија 3 глава. 5. Значи сите Библии се согласуваат дека Осија има 3 глава има само 5 стиха. Така. Значи многу мала глава. Што вели таа глава? Потоа Господ ми рече, вели Осија, оди и повторно засакаја жената, ете многу интересни зборови, оди и засакаја повторно. Жената која ги сака злото и прелюбата, како што Господ ги сака синовите Израел. Нели Осија имал Божја наредба да се ожени со блудница, а знаете Даначич како ја нарекува. Зошто да се ожени со блудница? Бидејќи тоа требало да послужи како слика, како порака за Божјата љубов кон Израел, кон неверната сопруга. Оди и повторно засакаја жената, која ги сака злото и прелюбата. Може да сакате така? Како што Господ ги сака синовите Израелови, а тие гледаат по туги богови и ги сакаат нивните пити од грозие. И видите, ова е интересна работа. Некои колачи во чест на паганските богови. Ја откупив за 15 сребреници и за гомер и полугомер јачмен. Па и реков,
ќе останеш кај мене подолго време. Не блудствувај и не оди со други и јас нема да ти приоѓам. А и јас нема да ти приоѓам. Значи, пазите сега, што се кажува. Значи, биди верна, ама и јас нема да ти приоѓам. Ај сега, како? Зошто ваква порака? Како што велат скопскиве пагани, ако не спиеш со жената, ќе спие некој друг со неја. А ова е блудница, пазете. Че не зборуваме за некоја супер честна жена, туку зборуваме за блудница баш, и на блудницата е речено, биди верна, не оди со други, ама и јас нема да ти приоѓам. Значи, живеј без маж толку време, со други зборови. Кој превод го носи? Стариот? Добро, Константино како вика? Да, Константино се согласува со новиот превод, православен, или ревидираниот. Зошто? Сега зошто е причината за ова? Зашто синовите Израелови ќе останат долго време без цар, без кнез, и без жртви, и без жртвеник, без ефот, и без јавување, односно се мисли без Божји објави, без Божји откровенија. Многу време. Денес се уште така. Се уште. И денес, дали знаете дека е веќе формиран еврејски синедрион во денешно време. Избран е еврејски првосвещеник. Се знае по име кој е тој. Го заборев сега. Не мислев сега да ги споменувам тие информации. Може би да сабота са бајле, ако даде Господ живот и здравие. И се разбира, денес постојат избрани се знае, значи избрани се свештеници, за кои што се знае дека потекнуваат од Ароновата лоза и ги обучуваат како да вршат храмска служба, иако се уште не постои храм во Јерусалим. Значи, ги обучуваат како да се колат жртви, како да се врши службата, а првосвещеникот е обучен како да ја врши првосвещеничката служба. Зошто го прават ова? Ова си информација од 2016 година. Пред повеќе од една година е веќе ова направено. Зошто го прават тоа? Затоа што со цел памет одамна се подготвуваат на вистина да изградат трет храм во Јерусалим. Арно, ама на тоа место стои џамија. Сега. Како Господ се служи и со муслиманите, како со фигури на шаховска табла. Евреи, христијани, католици, путиновци, трамповци, Хезболах, Ајатолахот од Техеран, се тоа фигури на шаховска табла, кој што ги мрда Божјата рака. Според неговата волја и неговите планови. Зашто синовите Израелови ќе останат долго време без цар, без кнез, и без жртви, и без жртвеник, без ефот и без јавување. Потоа синовите Израелови ќе се повратат, ова е оно што Господ го знае однапред. Потоа синовите Израелови ќе се повратат и ќе го побараат Господа својот Бог и Давид својот цар. Кога ќе побараат? Давид е убран одамна. Христа ќе го побараат, синот Давидов, Месијата. Ќе се чудат пред Господа на неговата благост во последните дни. Кога се тоа? Во последните дни. Сега, што значи ова конкретно? Ќе ни објасни Господ следната година.
А сите вам ви посакувам, иако знаеме дека од година на година само полош ќе биде, но ви посакувам барем за престојниве божикни новогодишни празници Господ да ве благослови посебно, како прилика за нов почеток во нашиот живот, за едно ново посветување, за една нова страница и Господ да ве води и благословува во текот на целата наредна година. Нека му е слава и фала. Амин.